Добри дојде за Александар Чичаковски, председател на ДИК. Одиме со информацијата која оваа недела ја даде американскиот амбасадор Джес Бейли, една инсайдерска информација. Тој вели дека дознал дека сте изгласале плати за 4 дополнителни месеци за октомвриските избори. Претходно сте добиле плата и за 5 месеци по изборите од 2016. И како вели Бейли, можеби овој потек бил легален, но гласањето се случило зад затворени врати. Значи, веднаш по објавување на оваа изјава, Државната изборна комисија организираше седница на која ја ги разгледа наводите кои беа изнесени во јавноста и јас во мој одговор истакнав дека критика во однос на транспарентноста при донесување на оваа одлука прифаќам. Меѓутоа дека не прифаќам критика во однос на транспарентноста во целокупното работење на Државната изборна комисија, затоа што сметам дека од нашиот избор до денеска овој состав на Државна изборна комисија преку повеќе активности допринесе кон зголемување на транспарентноста во целокупното работење на Државната изборна комисија. И генерално сметам дека секоја критика е добре дојдена и од амбасадорот, меѓутоа и од цивилното општество, и од јавноста, и од медиумите, и сметам дека само така може институциите да се подобруваат во своето работење. Значи проблемот околу вашата нетранспарентност е дека ова гласање се случило зад затворени врати. Прашањето е зошто? Сега вака, за да дојдам до одговор на конкретното прашање, сакам малку да дадам и контекст. Добро. Значи, основот за донесување на оваа одлука, законскиот основ, е даден со измените и дополнувањата на изборниот законник донесен во 2014 година. И таа измена на законот со кој се дава правен основ за исплата на доместокот на целата изборна администрација е утврдена во рамки на работна група во која учествувале сите политички партии, учествували представници на граѓанското општество и поминала со консензус во собрание. Добро. Врз основа на оваа одлука исплатен е надоместок на изборната администрација и на членовите на Државната изборна комисија и во 2014 година. Добро. И тој правилник, врз основа на кој потоа е донесена и одлуката, е објавен. И во 2016 година Државната изборна комисија, односно членовите на Државната изборна комисија, донесоа слична одлука со која беа офатени приближно 24.000 членови на изборна администрација. Членови на Државната изборна комисија, членови на Општинската изборна комисија, избирачки одбор, служба при Државна изборна комисија, значи целокупната изборна администрација. Одлуката е донесена врз основа на истата законска одредба и истиот правилник. Да, значи одлуката велите е законска. И ние дадовме своја аргументација, го толкувавме член 19 став 2, кој дава правен основ за исплата на доместок. Меѓутоа, битен ми е овој момент. Битен ми е моментот дека исплатата се врши врз основа на правилник кој е со потпуна иста содржина и 2014 година, и 2016 година, и оваа година, 2017 година. И тој правилник е јавен документ. Значи, секој член на изборна администрација однапред ги знаеше критериумите врз основа на кој, дури и висината врз основа на кој ќе се определи надоместокот кој следува за извршување на своите обврски при организирање и спроведување на изборите. Чекате, значи одлуката 2017 година е донесена врз потпуно истиот правилник. Так. Одлуката 2017 која дата? Е донесена одлука за овие надоместоци, имавте одлука некаква, така? Имавте седница. Така? Ние прво имавме работен состанок, потоа имавме и седница и за оваа одлука се дебатираше два дена. И ние со подпредседателот кога ја закажавме седницата, со подпишување на дневниот ред и службите имаат веднаш обврска да ги известат медиумите
и граѓанските организации кои Така. се акредитирани за да ја проследат седницата. Добро, тоа е прашањето. Значи, дали имаше стручни служби на таа седница? Стручните служби ја подготвуваат одлуката. Добро. Дали имаше стручна служба? Нашите информации велат дека немало стручна служба, заради тоа што знаете што вели член 31 и зошто се говори постојано за тајност. Член 31 став 2, точка 43б. За своите седници ДИК, значи, води записници и усвоените записници ги објавува на својата веб страна. Тој ден немало стручна служба. Тоа е прашањето. Таа била одстранета. Овој навод е невистинит, затоа што службата ги подготвуваат извештаите за работа врз основа на кои се донесува Беа направени записници. Да, извештаите за работа Записник дали имаше записник за седницата. Записник се прави по одржување на седницата и истиот треба да биде донесен на некоја од наредните седници и веднаш да биде објавен на веб страната. И зошто не беше објавен на веб страната? Затоа што треба како и ние сега треба да имате предвид дека од распишување на изборите до давање на извештајот за спроведените избори до Собрание на Република Македонија, Државната изборна комисија е во постојано заседание. Да. Ние последната седница која одржавме пред 2 дена, мислам дека беше 173-та седница и има голем број на записници кои треба да се подготвуваат. Ние кубуриме со записничари кои ги водат седниците. Затоа и во помошното тело ангажиравме лице записничар од собранието за да може сите записници навремено да бидат Кој беше тој ден кога се изгласавте на домисници записничар? Па треба да проверам, сега немам таа информација затоа што користевме повеќе луѓе кои ги. Но тврдите дека имало стручна служба. И не само тоа. Добро. Седниците на Државната изборна комисија се снимаат тонски. Добро. И тонскиот запис останува во службата и се изготвува тоа не беше објавено на веб страната. И се изготвува тонските записи, не се објавуваат. Добро, не беше се објавуваат записниците. Значи, еве ви го прочитав членот. И сега кажете ми зошто дури сега ја објавивте оваа информација на веб страната. Во однос на одлуката. Исплатените надоместоци. Одлуката. Зошто дури сега? Одлуката мораше да биде донесена што е можно побрзо, затоа што има финансиски процедури за да може да биде извршена исплатата. 2016 година ние брзавме да ја донесеме одлуката за да не се затвори трезорот. И сега и во иста ситуација. Знаете што? Така да во тој дел јавноста е интелигентна. Добро. Се согласувам. Значи, да. Значи јас поставувам логично прашање и јавноста бара логични одговори. Откако Бели ја објави оваа информација, медиумите ја пренесоа оваа информација. Добро. Јавноста се скандализираше, еруптираше. Дури тогаш вие ја објавувате на вашата веб страна оваа ваша одлука за надоместоците. Прашањето е зошто сега ја објавивте. Едноставно е прашањето. Сега јас претходно истакнав. Значи одлуката е донесена по истиот правилник, по истите критериуми, со истата висина од 2014, 2016, 2017 година. Не ме разбирате. Значи вие. тој правилник е транспарентно објавен. Ама зошто откако Бели објави Добро? инсайдерска информација за вашите бонуси или надоместоци, зошто дури сега ја објавивте таа информација и ја информиравте јавноста дека на веб-сајтот на ДИК има информација? Дајте вака, председател, подпредседател и членови на Државна изборна комисија се грижат за клучните работи во работењето на Државната изборна комисија. Ние ја носиме одлуката и ја задолжуваме. Ова е клучна работа, транспарентноста е клучна работа. Јас ја прифаќам. Зошто? Меѓутоа, ви прифаќате? не ми дозволувате ова. Ајде. Значи ние Добро. ја изготвуваат службата и ја изгласуваме и задолжуваме истата да се реализира и да се објави на веб страната на Државната изборна комисија. И велите дека сте Државна изборна комисија и да се изготви записникот од седницата и истата да се објави. Во однос на записниците, треба да имате предвид дека тоа станува збор за голем број записници. Само записникот по приговори траеше
седницата траеше 2 дена. Тоа е огромен материјал и на службите им треба време да се изготват сите тие записници. И службите, каква е таа ситуација? Службите откако Бејли објавува, тогаш и тие објавуваат на веб-сајтот. Нема логика. Не беше веднаш објавена, таа одлука требаше да биде искренирана. Беше потребен Бејли. Беше потребен Бејли да ја информира јавноста. За вие да и кажете на службата, сега може да објавите. Дали овие седници треба да бидат снимани по закон? Овие седници дали се јавни или тајни? Сега вака, вие сте новинар и знаете дека за секое свикување на седница, по потпишување на дневниот ред, истиот се проследува до медиумите со покана да бидат присутни. И тоа е принцип на работење на Државната изборна комисија во целиот овој период, не само овој состав, и претходните состави. Добро, и вие информиравте јавноста дека имате седница за беше, надоместоци. За дневниот ред, кој беше на седницата. После тоа дали ја информиравте јавноста какви чекори сте призале за надоместоците? После само следува одлуката по реализација, по изготвување, подпишување на истата да биде објавена на веб страната. Кога мислевте? И пропустот е само во овој дел, во овој дел. Откако Бејли објавува информација, затоа што не веднаш после неколку денови не е ставена на веб страната на Државната изборна комисија. И јас и не само јас, сите членови, таа критика ја прифаќаме. Грешката ја признавате ли грешката? Ја прифаќаме критиката во однос на транспарентноста во работење. А кога мислевте да ја објавите оваа информација? Па кога ќе биде реализирана финансиски, затоа што таа одлука се обработува од страна на секторот за финансии, се подготвуваат соодветни вирмани, се испраќаат до Министерство за финансии за реализација. И тоа станува збор за поголем број луѓе, не е за 9 луѓе. И таа одлука само момент. Не, се одговорете ми на прашањето дали откако ќе бидете исплатени. Па сега кога ќе се завршат сите процедури, одлуката ќе биде објавена. Под притисок на јавноста сега беше предвремено објавена. И втор момент, истата одлука по обработката во секторот за финансии и правилникот се проследени и до општинските изборни комисии, затоа што па правилникот станува збор за локални избори. Врз основа на тој правилник, општините, односно советите, носат одлука за исплата на надоместок на општинските изборни комисии и избирачки одбори. Ова ми е многу битно да го кажам, затоа што имаше повик од некои членови на општински изборни комисии и на избирачки одбори дека се уште не се исплатени. Треба да знаат дека за парламентарните и претседателските избори средствата за исплата на надоместокот на општински изборни комисии, избирачки одбори, служба, членови на Државна изборна комисија, помошни тела, сите лица кои се ангажирани во спроведување на изборите, оди на товар на централниот буџет и се исплаќа преку буџетот на Државна изборна комисија. За локалните избори, надоместоците на општинските изборни комисии и избирачките одбори се исплаќа од буџетите на општините. Добро, тоа со носење одлука на советите. Добро. Дали заради амбасадорот Бејли сега ги враќате овие пари кои сте ги добиле, 4000 евра се отприлик? Во евра. Ние на седницата кажавме дека цениме, дадовме аргументи, дека одлуката е донесена законита и дека истата е целосно оправдана, имајќи го во предвид обемот, тежината, сложеноста на работните задачи. Ги заслужувате. Сакате да кажете дека овие пари ги заслужувате. Точно. Меѓутоа, и кога разговаравме за висината, рековме дека треба да се донесе одлука, имаше различни мислења, кажав, разговаравме 2 дена при утврдување на критериумите, како треба да биде оценето. Рековме, и тоа го кажа и другите членови, дека очигледно дека оваа одлука, висините кои се определени, не го издржа судот на јавноста и затоа ќе ги донираме. И ја својата одлука ја извршив и ја објавив за јавноста. Ако, значи, заради притисокот на јавност? Заради критиката од јавноста, да, зашто ние
Ние битно Вака, и јас кога- не случајно реков дека критиката од јавноста е битна не само за Државна изборна комисија, за сите институции, затоа што само така може да бидеме одговорни во своето работење. А Државната изборна Кога сте комисија во кренале- целокупниот Добро. овој период работеше доста транспарентно. Значи скоро да немаше ден кога во Ај околу притисокот. просториите на Државната изборна комисија немаше присуство на новинари или представници на Само граѓанското... тогаш немало присуство на новинари. Кога сте се изгласале на доместоци. Беа поканети, Кога меѓутоа и кога е носена законската одредба, биле присутни и консултирани и Не кога е представните носена, кога сте се изгласале. Па оттаму потекнува основата. Ќе дојдеме и до Добро, тоа. Не, основата, ќе дојдеме сега до основата. Кога сте кренале рака да си изгласате на доместоци. Еве вие лично. Сега се повикувате на притисокот на јавност. Критиката на јавноста, да. Така? Да. Кога сте изгласале Да. толкав на доместок, 4000 евра, не мислевте на притисокот на јавноста? Тогаш? Не бевте свесен како ќе реагира јавноста тогаш за тие 4000 евра? Зошто сега ги враќате парите? Значи, одиме по логичен некаков редослед. Вие гласате 4000 евра за себе. Да ве прашам. Не да ме прашате, да ме дослушате, па после ќе ме прашувате. Сте изгласале 4000 евра за себе. Така? Мислевте ли тогаш на јавноста? Заради тоа што откако има притисок на јавноста, вие велите дека ќе ги вратите парите. Кога ќе дознаела јавноста, некогаш ќе се дознаело ова. За тие 4000 евра. Што ќе се случило со јавноста? Исто ќе реагирала. Тогаш зошто воопшто сте ги исплатиле тие пари? Мислам дека не ме пратите во мојата аргументација која изнесувам. Дека е тешка вашата работа? Не. Дека одлуката донесена 2014 година е објавена во јавноста. Дали претходно, дали после, не навлегувам во тоа. И ја истрпело критиката на јавноста. Па тогаш зошто вие ги враќате сега парите? Одлуката. Не, зошто сега ги враќате парите? Само малце, не ми дозволете да објаснам. Одлуката 2016 година беше коментирана во јавност. Во истата висина. И излезе во повеќе медиуми. Дури и на јавната седница беа присутни и ја истрпи критиката на јавноста. И? Тогаш зошто ги враќате овие пари? Затоа што сега... Ќе истрпите и сега критиката на јавноста? Сега, тогаш имало критика, сте ја истрпиле, сте ја преживеале. Во моментот, критиката на јавност е таква каква што е. Јас реков, јас трпам критика и сметам дека само тоа знаете што основ за да се напредува, да се подобрува работењето во институциите. Не знаете што дозволувате оваа јавност, за која велам дека е интелигентна, да се сомнева дека ги враќате парите, не заради оваа јавност, заради тоа што велите истрпи критиката на јавност и 16 и претходно, туку дека ги враќате парите заради амбасадорот Бејли, а не заради јавност. И јас кажав, ако било заради јавноста, немало да ги земете парите. Битна ми е критиката од јавност и мојата ако би била битна, одлука. Немало да ги земете парите, господине Чичаковски. Вие пак не ме сваќате. Јас реков да постоела таква критика и јавноста да оценила дека не е соодветен износ од 2016 и тогаш ќе сум ја донел истата одлука. Сега постои критика од јавноста, ја прифаќам и затоа ја носам одлуката. Значи не бевте, кога кренавте рака, не бевте свесни како ќе реагира јавност. И јас реков дека треба да донесеме одлука која ќе ја истрпи критиката на јавноста. Мислам дека се вртиме во круг, но одите на ризик. Не доаѓаме до суштината на дискусијата. Добро. Суштината на дискусијата е дека е точно дека со тој член 19 став 2 е дадено дискреционо овластување на Државната изборна комисија да носи акт со кој ќе се утврди на доместокот на изборната администрација, вклучувајќи ги и членовите на државната... Ова постојано на секое моје прашање го кажувате ова. Не, друго ми е поентата. Ајде кажете поентата е следна. Значи, суштината на дискусијата е ова. Значи, точно е дека постои дискреционо овластување дадено со овој закон.
И сметам дека дебатата треба да се води во оваа насока. Доколку се смета дека оваа дискреционо овластување не е соодветно, да се разгледа прашањето при наредната изборна реформа за евентуално тој правилник да го носи, да го носи, Дали би се откажале од надоместоците? Сега јас веќе дадов одговор на ова. Не за овие, велите во иднина. Во иднина јас велам дека во иднина при поширока изборна реформа Собранието на Република Македонија треба да ја разгледа оваа одредба и да види или да се тргне оваа одредба од изборниот законник или да се предвиди правилникот да го носи Собранието на Република Македонија или комисија во рамки на Собранието, за да не се значи суштината на целата дебата е постоењето на дискреционо овластување на Државната изборна комисија да носи правилник, упатство и одлука за определување. И ние не треба да се сведеме на критика и линч на индивидуи, туку како да го подобруваме системот. Системот ќе го подобриме ако отвориме дебата во однос на оваа одредба и изнајдеме решение таму кај што се носи одлуката во Собранието да се преиспита и тоа еве и мојата препорака од оваа дебата да се преиспита оваа одредба дека е законита, е целосно законита и тоа го кажа. Дали би се откажале од надоместоците и во иднина? Еве, ќе побарате од Собранието да ја преиспита одлуката, но вие лично, како Александар Чичаковски, дали би се откажале? Онаа што јас сметам дека е потребно во моментот е да разговараме во рамки на Државната изборна комисија или во консултација со Министерство за правда за да се преиспита оваа одредба и евентуално да се даде предлог за оваа одредба да се брише или да се измени на соодветен начин за да се намали дискреционото овластување на Државната изборна комисија. Значи, тоа е мојот став и мислам така системски ќе го решиме проблемот. Сега вие повторно конкретно прашање. Нормално, конкретно, прецизно прашање. Кога се утврдува висината на доместокот? Секогаш се зима и тоа во правилникот постои. Обемот, сложеноста на работните задачи кои се извршени. Добро. И сега, прашањето ми е до вас. Како ја оценувате работењето на Државната изборна комисија во овие две години? Значи, дали беа спроведени? Господине Чичаковски, значи ве молам. Прашањето е, ќе се откажете ли од надоместоците во иднина? Многу е едноставно прашањето. Да или не? Со ова што вие го одбегнувате одговорот и се повикувате на Собранието, тоа да одлучува, Собранието не може да одлучува за вас. Значи, вие може да се откажете и да кажете, јас на јавноста и се обраќам. Се откажувам. Тие пари ќе останат во буџетот, така, ќе останат во буџетот, а Собранието, владата, значи, надлежните институции ќе одлучат каде ќе одат тие пари. Во вашето прашање има скриена намера и се доведува во прашање исплатата на, односно, оправданоста на носењето на одлуката. И јас по ова дадов одговор. Како сметам дека треба системски да се реши проблемот е оваа дискреционо овластување на Државната изборна комисија. Но не се откажувате. Во однос на претходното работење кажав, во однос на понатамошното, во иднина, еве, ама јас ви дадов одговор конкретен. Ке постапиме. Толку ли е тешко да се откажете од надоместоците? Ме доведете во прашањето. Земате плата. Зошто е проблем да се откажете од тие надоместоци? 4000 евра биле во прашање претходно. Јас направив личен чин. Да, дали и понатаму ќе направите личен чин? Кажете ми. Информирајте јавноста. Ќе се откажете ли? Натаму ќе го направам оваа постапка. Ќе предложам при наредната реформа на изборното законодавство оваа одредба да се преиспита и да се укине дискреционото овластување. Па како може јас да имам одлука, сега јас индиректно ви давам одговор на вашето прашање, како јас ќе имам право доколку сум јас и понатаму член... Ако имате право да земате на доместок, имате право и да се откажете од доместокот. Треба елементарно можности за дебата.
Јас индиректно ви одговарам на вашето прашање. Како и јас би имал можност за исплата на надоместок, доколку собранието на наша иницијатива ја укине одредбата, односно го укине дискреционото одластување на Државната изборна комисија. Господине Чичаковски, Еве ви одговорив. Не, ама не ми одговора. Велите доколку собранието ја укина. А доколку не го укина, надоместокот што правиме тогаш? Ќе се откажете ли? Едноставно е прашањето. Да ги дадете тие 4000 евра да останат во буџетот. И тој буџет, надлежните институции да се грижат со тој буџет за луѓето во оваа земја. Скоро 450.000 луѓе има кои живеат под прагот на сиромаштија. Ќе ви дадам и за ова конкретен. И јас ве прашувам, дали ќе се откажете во иднина од надоместоците? Едноставно Јас сум се откажал од овој надоместок и со тоа сум покажал личен чин како ќе постапувам и понатаму. Меѓутоа ова не е битно. Битно е било кој друг председател, член на Државната изборна комисија да се реши системски проблемот. Системски ќе се реши. Ако не е проблем, ако велите дека не е проблем, не гледам зошто би било проблем во иднина да се откажете од надоместокот. Ама јас ви одговорив на ова прашање, индиректно. Ви кажав дека... Не индиректно, треба директно да кажете. Да, ќе се откажам, не, нема да се откажам. А не да очекувате од собранието, од претениците, да одлучуваат за судбината на тие 4000 евра. И споменав дека во оваа земја има 450.000 луѓе под прагот на сиромаштија. Тоа е во ред. Меѓутоа треба да се цени трудот на секој. Јас затоа го поставив прашањето. Дали Државната изборна комисија во овој формат, под условите по кои работеше, ја заврши работата која јавноста ја очекуваше од нас. Треба да имате во предвид дека Државната изборна комисија со успешно спроведување на предвремените парламентарни избори придонесе кон стабилизирање на демократските институции во Република Македонија. И затоа реков, кога се мери висината, треба да се мери и завршената работа. Значи, ние успеавме да спроведеме предвремени парламентарни избори во состојба на најтешка политичка криза во која се наоѓаше Република Македонија. И кога се дискутира во однос на висината, мислам дека се заборава ова во предвид. Исто така спроведовме локални избори во слични околности. Ајде да видиме што велат луѓето за кои говорите, велите дека се сте заслужиле, но да видиме што вели, например, советникот министер за финансии Бранимир Јовановиќ на Facebook профилот. Тој остро реагираше на вашите бонуси, велат дека не помагаат оправдувања од ваков тип, кога станува збор за вашите надоместоци, дека треба да се мисли на луѓето кои живеат во оваа земја и кои кубурат скоро секојдневно со проблемите, со финансиските проблеми. Одиме, значи, прво со неговиот став. Ја прифаќам критиката. Сметам дека е одлуката донесена нетранспарентно, дека истата во однос на висината не го истрпи критиката на јавноста. Тој вели дека не соодветствуваат овие надоместоци со стандардот, односно непостоечкиот стандард во оваа земја. Значи, тој говори дека сте земале во превод, да ви преведам, вели дека сте земале премногу пари согласно стандардот на оваа земја, согласно начинот на кој живеат, односно не можат да живеат недостоинствено, воопшто не можат да живеат многу луѓе. Јас ви кажав дека скоро 22% во оваа земја се сиромашни. Скоро 450.000 луѓе се сиромашни. Значи, ова се официјалните бројки. И тој практично на тоа се повикува. Дека тоа не е, значи преведувам, не е морално што сте го направиле, заради тоа што ете тие 4000 евра
кои ги земате се премногу согласно приходите на луѓето. Например, ако земете, според Државниот завод за статистика, Добро. ако земете едно 4-члено семејство, тоа има скоро 300.000 евра. Значи, ова се официјални бројки. Значи, годишно, не евра, се извинувам, 300.000 денари. 78.000 денари, ако се тука, например, четворицата луѓе од тоа семејство, еден човек зема 78.000 годишно денари. 78.000 денари годишно. Значи во превод, Бранимир Јовановиќ, советникот на министерот на финансии, говори дека тие надоместоци, значи постои закон за тие надоместоци, но тој се повикува на моралот, дека не е во ред некои луѓе. Вие велите одлично си ја завршивме работата. Не, јас ви прашав вас дали сметате дека е одлично завршена работата? Значи, вие велите дека одлично. Еве да кажеме дека вие сте суд на јавноста. Знаете што? Значи не е работата дали одлично, дали сте се мачеле, дали сте ги заслужиле тие пари. Добро. Да речеме дека сте ги заслужиле. Имало и критики за работата, но сепак така сте имали тешки моменти. Но сега доаѓаме до надоместоците. Добро. Значи тоа е прекувремена работа, така тие надоместоци. Гледај, ние како членови на Државна изборна комисија од самиот избор до сега немаме користено годишен одмор. И имаме по 200 до 300 часа прекувремена работа секој месец. Трудова инспекција. Значи, Државна изборна комисија во овој период ја поминаа сите можни инспекции меѓу едните и трудова инспекција во овој момент. И трудова инспекција имаме конкретна наредба за генералниот секретар да најде начин да исплати надоместок на вработените во службата за разликата од тоа што им е исплатена како прекувремена, ако е законско лимитирана, за дополнителните часови. Не да им се даде слободни дни, затоа што не може да има слободни дни, да им се исплати надоместок. Добро, тие дополнителни часови се откуцувате како се води и на тие ние како членови не, меѓутоа вработените се откуцуваат. Се води евиденција. За вашата работа прекувремена за кој добивте надоместоци не се води како се кај нас не се членовите не се откуцуваат, меѓутоа ние сме за избори сме во постојано заседание. Ние немавме прекин помеѓу два изборни циклуси. Ние само што се Каков доказ вие имате дека работите и ги земате овие пари за надоместоци ако немате? Па ние сме во постојано по 300 часа имаме работни, постојано сме таму. Каде е доказот, господине Чичаковски? Па 173 седници, 173 записници, кај што има точно кога се почнува, кога се завршува. Добро, и? Тоа се тие надоместоци за кои земавте, така? Тоа се тие часови со кои земавте надоместоци. Гледайте сега, мислам дека малку се карикира дискусијата. Значи, по правилникот се определува и според обем, и според сложеност, ризик во работа и треба тие елементи да ги земете. Сите во предвид кога се ваквото разговара, дискутира во однос на висината на доместокот. Меѓутоа, мислам дека оваа тема ја издискутиравме. Она што мислам дека системското решение го кажав и мислам дека тоа треба да е поента од дискусијата. Никој повеќе нема да верува. Поента од дискусијата, не Чичаковски, не другите членови. Како да го реформираме системот? Се реформира системот доколку дискреционото овластување дадено со закон на Државната изборна комисија биде укинато. И тогаш се затвара и вашето прашање дали јас повторно ќе си доделам награда и не. Не, нема да постои таква правна можност. И тоа е решението. И тоа кажа да не биде даден на никој друг можност да има дискреционо овластување да одлучува по однос на наградата. Ако собранието смета дека треба, правилникот и висината нека ја определува собранието. Тоа е мојата поента од целата дискусија. Да, моето прашање се затвори околу тоа дали ќе вратите надоместоци. Јас го вратив надоместокот. Значи, велам иднина. Јас го вратив. И се повикувате на собранието и тука ја затворивме темата. Јасно е дека немате намера да вратите. Не, сега изведувате заклучок врз основа на премиси кои вие сами ги поставивте. Јас го вратив веднаш мојот надоместок
и со тоа покажав пример како ќе се однесувам понатаму. Ќе ги враќате. Ама, да не бидам доведен у таква ситуација, решението системско е да се укине дискреционо овластување. Каква беше тешка беше ситуацијата што ги вратите? Сега стварно ги карикирате, вака не може да дискутираме. Јас дадов личен чин и кажав што сметам за понатаму. Системски да се реши проблемот е со укинување на дискреционото овластување на ДИК. Ќе побарате укинување? Јас лично ќе побарам при наредната изборна реформа, без разлика од која позиција, да биде укината оваа одредба. Да, ќе побарате укинување или ќе барате преиспитување? Претходно говоревте за преиспитување, сега вака сега. Кога реков зборот преиспитување, мислев на тоа дека треба да се размисли дополнително во однос на наградување на службата и на општинските и на другите изборни органи. Затоа го реков преиспитување. Инаку лично во однос на членовите на ДИК сметам дека треба да се укине во тој дел. Ми ја свативте поентата? Добро. Мислам дека тоа е голем потек. Голем потек е сега после Затоа реков преиспитување. Затоа што треба да се размисли за избор. Преиспитување и укинување има разлика. Сега веќе барате укинување. Укинување во делот на членовите, а преиспитување во однос на наградата за службата. Така. Тоа е веќе друго. Сега веќе барате јавно. Да, не сакам да се карикираат работите и да се поставуваат прашања на сентимент, затоа што ние знаеме во која ситуација дојдо. Велите дека советникот на министерот за финансии Браномир Јовановиќ работи на сентимент кога се повикува на тешкиот, ужасниот стандард на луѓето? Мислам дека тргнува од сентимент да бил искрен до крај. Самиот кој повел постапка да се преиспитаат сите дискрециони овластувања на избрани и именувани лица. Тоа е системскиот пристап на државата кон решавање на овој проблем. Такви иницијативи, напори во рамки на државата имаше. Мислам да бил искрен, ке го поттикнал тоа прашање во рамки на својата институција и пошироко во рамки. Ќе се покрене и тоа. Да бил искрен, би го поттикнал, да, и тоа. Читате неискреност. До крај. Да, затоа што лесно е да се критикува некој друг, а тешко е да се преиспита своето работење и во однос на сите институции. Добро, јас од негово име не можам да говорам, ќе побарам негов коментар, реакција за ова што велите, дали би покренал иницијатива за укинување на дискреционите овластувања на сите избрани именувани функционери. Тогаш во целост ќе прифатам неговата критика. Иако во делот на нашето работење ја прифаќам. Прифаќате дека има 450.000 луѓе под прагот на сиромаштија? Па дали мислите дека јас сум богат човек? Не, видете сега. Сега ме давате, ме ставате во ситуација. Ама не влекувате во тие 450.000 луѓе, не влекувате. Проверете сами. Затоа што и повикот е да истражите, проверете сами, слободно. Чекайте сега. Платата во ДИК ви е околу 60 и нешто илјади? Проверете сами. Кажете, на јавноста кај морате да ја кажете. Јас ја кажав на јавноста која е платата 64.000 денари. Така, 64.000 денари ви ја платат. Да. Сега, јас ви прочитав што велат статистиките. Ако е вашата плата 64.000, 70.000 месечно е вашата плата, така? Месечно, да. Месечно. 78.000 денари годишно има она просечно, значи просечно 4 члено семејство има годишно просечна плата има, значи годишно има 78.000 денари. А вие во кој дел се ставате? Јас лично? Да. Вие ми правите интервју? Да. Па нема сега незгодна ситуација се доведуваме, да. Не ме доведува. Во 450.000 луѓе под прагот на сиромаштија, јас не сум. Во ред. Вие сте? Јас сметам дека сум подпросечно семејство во кое мојата сопруга е невработена, ние сме 4 члено семејство, затоа реков дека може слободно да го преиспитате мојот социјален статус. Добро. И затоа што и јас
сум дел од ова цело наше милје општествено. Добро. И затоа не сакам да бидам доведен и да се гради слика дека сум неморален, неетички и дека не ги имам во предвид околностите во кои се наоѓа нашата држава. И затоа со својот личен став, значи, етички, да, ги донирав средствата и тоа избрав точно за наменски, за конкретен проект со организација со која цело време ова работиме за зголемување на политичката партиципација на лица со хендикеп. Добро, значи вашите годишни примања колкави се? Мислам дека се ќе ја карикираме дискусијата, мислам дека нема поента да продолжиме во оваа насока. Добро. Ајде да видиме што вели на Facebook екс-министерот за финансии Никола Поповски. Не можете лично да одлучувате, да одлучува, односно, мисли на вас, да се распределуваат државни пари, зашто погрешно, непринципиелно, неискрено, нетранспарентно и најверојатно незаконски си ги наплатил на својата лична сметка. Парите на државата не може да ги уплаќа на сметка на невладина организација, макар и хуманитарно, вели дека треба да ги вратите во буџетот на Македонија, од каде сте ги незаконски сте ги симнале овие пари. Се согласувам со коментарот, освен во делот на законски, во останатиот дел се согласувам, особено во првиот дел, и мислам дека господинот Никола Поповски дава конкретен предлог, и тоа е права критика, без некој, да речеме, без хајка индивидуална, го дава правото решение на конкретниот случај. Правото решение е да се вратат парите во буџет? Не, дека треба да се преиспита дискреционото овластување и дека во случајот проблем е институцијата сама да одлучува, како што е дадено во законското решение, во однос на висината на надоместокот, туку треба да одлучува друг орган, а тоа е Собранието на Република Македонија. И мислам дека е најпрецизната препорака. Не се согласувам само во однос на незаконското, затоа што не сте информирале јавноста, имате во изборниот законник, ви го прочитав членот 31. Сега дозволи. Не е законски, затоа што постои законски основ, нетранспарентно, ја прифаќам таа критика и тоа прашање го апсолвирам. Меѓутоа, се дава конкретен предлог и тоа мислам дека е правото системско решение на проблемот. Добро. Дик лани потрошиле 30.000 евра за репрезентација, ова е според податоците од Министерството за финансии. Да. Јадете и пиете бесплатно? Тука се внесени сите трошоци, кои ги имал Државната изборна комисија и службата. И пак не сакам да се карикира, ние сме 9 членови и голема служба, секој има лимит по колку може за кафе, за вода. Во јавноста излегува колку се моите лични трошоци по овој основ, излегува јавно, и мислам дека тоа е во рамки и на одлуките, лимитите кои ги постави и владата и собранието. Излеза, мислам дека беа 1000 евра годишно или не знам колку испаѓаат 65-75 евра месечно, и тоа мислам дека е доволно, ништо повеќе, ништо евра за репрезентација. Јас сега кажувам во однос на мене како член, има 9 членови, има велите служба, дека другите ги потрочиле парите? Не, велам дека заедно службата и 9 члени потрочиле пари. Вака сега, во вие не. Само момент. Мислам дека должиме на јавноста одредени информации за бројката да се целосно разбере. Значи, ние во изминатиот период спроведовме вкрстени проверки, каде што беа ангажирани голем број на експерти. Спроведовме теренски проверки, каде што беа ангажирани, не знам, неколку илјади луѓе кои вршат теренските проверки. Беа спроведени административни
административни проверки, Сите овие луѓе влегле во 30.000 евра? Сите тие луѓе, сите тие луѓе од службата им е исплаќена кога остануваат повеќе за храна, за да може да ги овие конкретно вкрстените проверки кои ги вршеа голем број на луѓе, ги вршеа. Треба да знаете дека бевме под притисок на време, се работеше постојано 24 часа, за да не се одолговлекува одржувањето на предвремените избори. Тие луѓе беа таму и во рамки на службата имаа конкретен лимит на кои ги трошеа тие средства. Сите индивидуално теренски работници се 30.000 евра? Сега очигледно не сакате да ме слушате, да го слушате моето објаснување. Еве конкретно и подрачни. Колку луѓе потрошиле 30.000 евра? Па сега ви кажувам, тоа е голема бројка на луѓе. Сите подрачни 100, 200, 300, 1000, само во рамки на Државната изборна комисија беа околу 130 луѓе, дополнително беа ангажирани луѓе од статистика. Еве луѓе од статистика на кои им се плаќа хотел, еве сега за внес на податоци им се плаќа хотел, им се плаќа превоз за да ги извршуваат внесот на податоци за изборите. На луѓето кои ги вршеа активните проверки исто им се исплаќаше надоместок, им се даваше ваквото за репрезентација. Па се влегува во истата ставка, се влегува 30.000. Па се влегува во оваа ставка. Треба да имате во предвид. Не ги носам со мене извештаите. Дека Државната изборна комисија и беа доделени за спроведување на предвремените парламентарни избори 8 милиони евра за сите активности, вклучувајќи проверка на избирачкиот список. Добро. Мислам дека завршивме со помалку од 5 милиони евра за сите активности. За сите активности спроведување на изборите 2016 година. И тоа е помалку од средства, само пратете ме. И тоа е помалку од средствата кои се потрошени за спроведување на претходните предвремени парламентарни избори, кај што немаше вкрстени проверка на избирачкиот список. И втор момент, локалните избори сега се спрема финансискиот извештај, бројките првично ми покажуваат дека сме потрошиле помалку пари за разлика од средствата кои се потрошени за спроведување на локалните избори 2013-2009 година. И затоа не треба да идеме од кафе, од вода, па нагоре. Треба да огледаме буџетот. Ние сме заштедиле средства во буџетот. 8 милиона беа предвидени, завршивме со 5 милиона. Заштедивме 3 милиона евра за предвремените парламентарни избори. За локалните избори, мислам информациите се гледа дека медиумска добро, медиумска хајка дека има. Да. Веднаш знам што ќе кажете. Ме интересира дали јадете и пиете бесплатно. Имаме лимит. Секој член има лимит колку може навеќе да потроши во бифето и за репрезентација, и тоа само за изборен период. И се движиме во тие рамки, и тие рамки се во рамки дори пониско од оние кои се определени сега најново со она одлука на владата на Република Македонија. Еве јас лично за себе кажувам, затоа што барате бројка, јас за себе знам, излезе информацијата, и јас мислам дека тоа е коректно, затоа што јас во овој период, 2 години, не се знае бројот на странки, на луѓе кои со колку луѓе имавме средба. И јас лично лично ви кажам. Дали пиете бесплатно? Тоа е прашањето. Прашањето е вулгарно. Еве ја сумата дадена е по слободен пристап за информација. Не. Дали јадете и пиете? Не. Јас одавам одговор колку се потрошени. Не, во ред, ама јас давам. Јас дадов тој податок што излезе. Дали јадете и пиете бесплатно е прашањето со парите на граѓаните. Тоа се пари на граѓаните. Јас дадов одговор. Јадете и рековте да. Слободен пристап за информации дека тој износ е, мислам дека беше 1000 евра, нешто под 1000 евра. Кога го поделите, испаѓа 70-75 евра месечно за покривање на сите трошоци, средба со работни состаноци со луѓе, со странки за овој период. Добро, а останатите членови? Па кај сите ги имаше износите. Се е јавно дадено. И другите, ви кажувам, потрошените средства во однос на сите операции
кои Државната изборна комисија ги презема. Само да ви спомнам некои. Подготовка на методологија за проверка на избирачки список, донесување нов акт за систематизација, кадроско-техничко доекипирање, проверка на избирачкиот список, вкрстени проверки, теренски проверки, административни проверки. Развивме апликација за полесен пристап до избирачкиот список и граѓанска контрола на избирачкиот список. Апликација за активна регистрација. Добро. Диаспората за прв пат имаше големи сомневања во однос на начин како гласа диаспората, ја направивме активно. Значи тоа се активности, ви дава право, ова сето ова што ми го набројувате, ви дава право да земате надоместоци, да јадете и пиете бесплатно. Сега, така одговарате. Мислам дека тоа е вашиот одговор. Јас кажувам за себе и кажувам каде се потрошени средствата. Околу патните трошоци со оглед на тоа што голема бура се крена со Силвана Бонева и прашањето е зошто не користат службени возила членовите на ДИК. Вие дали им препорачавте да Јас користам службено возило Голф 4 од 98 година. Дали сметате дека е тоа безбедно? Што замолчев, мислите дека сум импресионирана? Продолжете. И имам потрошено за бензин онаа сума што излезе у јавност. Не знам колку беше. Значи имате право 6.000 денари за годишно возило, така? Зошто останатите членови на ДКВ Бонева да земеме секој по мојот избор се обративме во однос на ова прашање до Собрание на Република Македонија, до Комисија за избори и именување да ни дадат одговор во однос на начинот на кој треба да го применуваме законот за плати и надоместоци на избрани именувани функционери. И тие ви кажа, бирајте што сакате да правите. Согласно законот во рамки на вашиот буџет. Втората работа што направивме, некои од членовите избраа да користат службено возило. Но некои не. Затоа што сметаа дека тоа е најекономски оправдано. Некои членови и на сите членови други им беше понудено да користат службено. Некои одбија, бара, ќе прашате, ќе видите. Вас ве прашувам каде ќе прашам вас? Ве прашувам. Знаете, вие ги знаете со има тројца колеги кои користат приватно возило за службени цели. Во моментот тоа се Атанас Урумов, Силвана Бонева и мислам колешката Ермира Асани Салија. Мислам дека другите користат службено возило. Не можете вие да кажете дека сте донеле одлука сите да носат службено возило? Јас побарав од влада, им понудив на колеги, им понудив од влада, од службата за општи заеднички работи, им понудив на луѓето на колегите да користат службено возило. Тие одбија и рекоа дека ние ќе користиме приватно возило затоа што возилата кои беа понудени не ги сметаат за безбедни, не достојни. Пак ги извртувате термините и трето, моето возило го кажа во каква состојба и јас сметам дека е доволно за потребата што е и во тој дел мислам дека сум скромен. Не е безбедно, меѓутоа за потребите кои е во рамки на град Скопје мислам дека е доволно. Неодговорно се само момент. И третата опција се однесувате ако велите дека се возите со небезбедно возило. Сега кажавте дека тоа возило не е безбедно, а сте председател на ДИК. Меѓутоа го сметам за најекономично и затоа го користам него. Сега, во однос на третата можност која дава законот, се обративме, имаше член на Државна изборна комисија, Атанас Урумов, кој побара да му биде доделен стан, дека така најекономично, затоа што тој патува. Тој патува, меѓутоа подолг период немаме одговор од владата во однос на оваа барање. Тоа е во однос на патните трошоци. Да. Во однос на доместоците, уште само малку да се вратам, значи се работи за 300 луѓе, од прилика 250 до 300 луѓе. И сумата е 150 до 170.000 евра. Чека сега, јас не знам бројките како ги ваквото, за кој дел сега зборувам? За надоместоците. За надоместоците? Зборуваме за различен тип на одлуки. И јас мислам дека не ме пратите. Станува збор, например, за парламентарни избори.
надоместоците се исплаќаат од централниот буџет и за членовите на општинска сега изборна говорам комисија. за вкупната сума на надоместоци. За ова последната одлука за локални избори. Цело време за неј заговориме. За неј, Вие инсистирате да говориме за минатото, јас инсистирам не, давам да контекст, говориме затоа што не се зборува само за една одлука, се зборува за но повеќе. сега е проблемот, настана проблемот сега со локалните висината избори. на одлуката конкретна нема, ја немам. Добро. Тоа треба од финансии да проверам, меѓутоа станува збор за некоја, мислам отприлика тука 300, може и повеќе луѓе кои се офатени со таа одлука. Да, и од прилика 150 до 170.000 евра. Да, додека за парламентарните избори станува збор за негде околу 24-25.000 луѓе. Не знам која е, сигурно е поголема сумата од ова. Добро, со оглед на тоа дека ги земавте предвид критиките на јавноста, еве рековте дека се согласувате со критиките на амбасадорот Бејли, со критиките на Никола Поповски, со Бранимир Иванич не се согласивте. Не се согласив, јас се согласив, само мислам дека Никола Поповски дал системски предлог како да се реши оваа ситуација. Кај Бранимир Јовановиќ го нема тој предлог, ја има само критиката, само во тој дел не се согласувам. Инаку кај господинот Никола Поповски нуди и јас се целосно се согласувам со тој предлог. Ви прочитав парите дека не може на државата не може да ги уплаќате на сметка на невладина, макар и хуманитарно, треба да ги вратите во буџетот. Значи тоа се однесува критиката за вас. Ама јас дадов своје, дека одлуката е законска, дека одлуката е законска и затоа сум одлучил како да ги донирам. Добро, со оглед на сите овие критики и како велите притисокот на јавноста, која не сте ја предвиделе, затоа што сте изгласале надоместоци, кои подоцна стануваат проблемот како Бејли ги обелодојнува, дали ќе поднесете оставка? Сите, знаете, во социјалните мрежи вријат и сите бараат од вас оставка. Така. Мислам дека како еден морален некаков одговор, морален чин. Така. Мислам дека одговорот на оваа прашање се насетува од дискусијата што ја имавме, а мислам дека беше корисна за јавноста да се даде одговор на овие прашања кои се поставени. Значи, одлуката по однос на повикот, на критиката, која ние чувствуваме, ќе направам по извршена анализа. Ова Груевски говори или вие? Не, јас говорам затоа што ги ставаме на неколку работи. Значи, ние сме во период кога го очекуваме извештајот од конечниот извештај од ОДИР за изборите. Добро. Тоа е првиот момент. Критиката ја продискутиравме. И сега ќе вагате. Дали УПСЕМ смета дека се добро спроведени изборите и не само тој дел. Парите кои се потрошени нетранспарентно. Не само во тој дел. Битно ми е битен ми е третиот елемент, а тоа е дека по спроведените избори и во рамки на планот 369 на владата и во рамки на претпоставам во конечниот извештај на ОПСЕ ОДИР, се наведува поширока изборна реформа. И таа изборна реформа, уште со првиот план 369, се предвидува да се спроведе веднаш по завршување на локалните избори. Таа поширока изборна реформа, претпоставувам, ќе се постави прашање и за ефикасноста во работењето на Државната изборна комисија, затоа што тука има повеќе прашања и институционални, дали треба друга композиција, како треба да се постави Државната изборна комисија, како треба да се постави службата. Таа поширока изборна реформа ќе се случи многу брзо. Ќе се случи многу брзо, претпоставам негде јануари месец, веднаш по излегување. Не можам да ве следам. Одговарате на прашањето? Одговарам на прашањето дека имајќи го предвид тој план и анализата, планот за поширока изборна реформа, целите кои треба да се постигнат, ќе ја донесам соодветната, имајќи го предвид и критиките. Јас реков дека критиките ме допираат и дека најголем дел од нив ги прифаќам. И од дискусијата мислам дека тоа е јасно произлезе. Се каете. Мислам, вака, како што го поставате прашањето, е како да сум поставен на обвинителна клупа, а јас цело време настојувам да разговарам за системот. Функционерите ги става на обвинителна клупа. И така треба.
И така треба. И нема зошто тоа да ве погодува. Да, и мислам дека само ова е начин за одење напред, за системот да го подобриме. Не да разговараме за индивидуи, да разговараме за системот. Го градат индивидуи. Знаете дека системот не е некоја абстрактна, неопипливна материја. Ама ќе се согласите, знаете тоа, дека луѓето го креираат системот, тие ги креираат институциите и заради нив всушност функционираат соодветно или не морално, законски, незаконски и така натаму. Значи луѓето се тие што ја чинат државата, институциите и конечно системот. Еден од нив сте и вие. Така е. И затоа ги прифаќам критиките. И не само оваа критика. Ние трпевме критики во целокупниот изборен период. Вие, предпоставам, го следите целокупното работење на Државната изборна комисија и ги следите, го следите, го критикувате работењето на Државна изборна комисија. Јас сметам дека во одредени сегменти има значително подобрување. Сега само за јавноста. Најголем дел од одлуките околу суштинското функционирање при спроведување на избори се донесени со консензус. По однос на приговорите, кој се сметаше за најслаб елемент во работењето на Државната изборна комисија. По однос на приговорите сега ја правиме анализата. Приговорите од 2016 година изборите и приговорите од овие избори, повеќе од 90% се донесени со консензус. Сме тргнале со различни гледишта, со различни стојалишта, на крај сме ги донале одлуките со консензус. Што исто така покажува за непристрасност, професионалност во извршување на нашите работни обврски. Кога се става некаква линија кој како работел, знаете, може би добро, успешно сте работеле, велите професионално, се паѓа во вода после овој скандал кој се случи на ДИК и ВАН. Околу тајното изгласување на надоместоците. Значи, целата ваша работа, целиот ваш труд, за жал, паднал во вода. Заради тоа што не го чувствувам во целост така, затоа што сметам дека резултатите кои ги постигнавме се поголеми во околностите под кои беа спроведени изборите, се позначајни од се огромни. Вие треба да се навратиме под какви околности ние одлучувавме по приговорите за резултатите од 2016 година. Мислам дека јавноста тоа го губи од предвид. Добро. Да. Се губи во предвид и приговорите сега како ги одлучувавме. Се губи у предвид постапката за проверка на избирачки список во какви околности беше спроведена. Во какви ситуации бевме доведени. И мојата непристрасност, непристрасноста на колегите, потреби, во однос кога се зборува за коруптивно однесување, треба се земат предвид под какви околности сме работеле и дали сме работеле независно. Дали сме биле ставани во некакви предизвици. Чаковски, ништо од тоа не ве оправдува за потегот што сте го направиле. Јас не сметам така. Не ве оправдува. Не сметам така, затоа што јас дадов соодветно образложение и во делот на транспарентноста, и во делот на самата награда, бидејќи таа награда има свој историјат. Таа не е награда, одлука донесена ексклузивно сега за овие избори. Таа награда го поминала некој суд на јавноста во изминатите 3-4 години, затоа што ова не е прва одлука. Меѓутоа сега поради различни околности е дадено посветено повеќе внимание во јавноста. Треба да им заблагодарите на тие околности што јавноста и посветила поголемо внимание. Ја прифаќам и сметам дека доколку била јавноста поголема во целиот овој период, можеби немало да се доведеме до оваа ситуација. На крајот на денот секогаш е виновна јавноста и медиумите и новинарите. Па повикот помеѓу друго беше и за медиумите побудно да ги следите и мислам дека таа порака е суштината. Кога е нешто во тајност, многу е тешко да се следи, за да се информира јавност. Меѓутоа покана за јавноста имаше, и јавноста не секогаш ја следеше работата на Државната изборна комисија,
Можеби заради тоа што ние долго време го држиме фокусот на јавноста, па во некои периоди можеби паднали и интересот за нашето работење. Сега пак се враќаме на целото интервју. Добро, да дадеме објаснување на јавноста. Моравте на јавноста на веб страница да информирате таа јавност за вашето гласање. Говоревме и за тоа. Господине Чичаковски, имате ли намера да се извините? Се случи голем скандал. Во прашање тајноста на седницата, велите дека имало записничар, па после велите немало, не знаете дали имало записничар и практично таа е тајна седница, не беше објавена на веб страницата. Можете ли да се извините на јавноста за сите тие големи пропусти после што беше и таа скандализирана? Она што планирам во наредниот период да го направиме е да понудиме системско решение на проблемот за да се укинат дискреционите права на Државната изборна комисија, а во однос на одлуката, посебно на критиката која се однесува на транспарентноста, ние должиме и еве јас лично како председател се извинувам на јавноста затоа што се направени пропусти во делот на транспарентното објавување на нетранспарентното, мислите? Нетранспарентното објавување на одлуките, затоа што ја доведовме јавноста во оваа ситуација. Добро. Имаше неколку изјави околу тоа, не ве прашав, еве на Виолета Дума, на пример, ќе ги дадам парите на луѓето кои најмногу им се потребни, најмногу, па потоа Срцев спомена свеќи и пченица и изгледаше всушност такво мислење се креираше во јавноста дека оние кои ги колнат членовите на ДИК, тие го возвраќаат тоа колнење. Ќе се извините ли за тоа? Во однос на овој дел должам до објаснување. Значи, колешката Виолета Дума во своето објаснување на одлуката, на нејзината законитост, на нејзината оправданост, на етичките моменти во однос на одлуката, кажа дека одлуката, односно средствата кои ги добила или треба да ги добие со ова одлука, ќе ги донира на лицата на кои тој им е најпотребно. Во однос на колегата Сашо Срцев, исто така имаше недоразбирање. Колегата рече дека исто средствата ќе ги донира, затоа што не сака да добие средства за своето семејство да служат за свеки и пченици, затоа што критиката кон него претходниот ден кој ги добило пораките биле да му послужат за тие намени него. Значи, он не се обрати на јавноста и тој беше јасен во исказот дека средствата ќе ги донира исто така за луѓето за кои највеќе им е потребно. А не е тоа, во никој случај колегите нема и не кажа такви зборови. Добро, ќе ги советувате вашите колеги, членовите на ДИК да ги вратат парите во буџетот? Сите колеги со консензус се согласија дека средствата ќе ги вратат, преиспитувајќи дали е можно да се вратат во буџетот на Република Македонија, ако тоа не е можно, дека ќе ги донираат за луѓето за кои тоа Вие испитавте дали е можно во буџетот да се вратат? Јас решив да ги донирам. А зошто не ги вратите во буџетот? Затоа што од моите консултации кои ги направив, бев посоветуван дека не постои таква можност и затоа решив да ги донирам во организацијата Полио Плюс, затоа што, и тоа наменски, затоа што ние со оваа организација во изминатиот период, летото, направивме еден голем проект за евалуација на пристапноста на објектите во кои се наоѓаат гласачките места за лица со хендикеп. И второ, воспоставивме систем за гласање на слепи и лица со оштетен вид со помош на шаблони. Тие два проекти кои ги сработивме заедно и го олеснија избирачкото право, беа проекти за кои утврдивме дека се можни да бидат направени помеѓу двата изборни циклуси, значи за краток период. Меѓутоа останаа други проекти кои се недоразработени и затоа ги донирав кај нив и работиме заеднички и јас ќе ги прифатив, не само средствата што ги донирав, прифатив да бидам нивен активист,
да бидам нивен лобист, кој ќе ги даваме аргументите при пошироката изборна реформа, за да се зголеми политичката партиципација на луѓето со хендикеп. Со попречености. Со хендикеп, затоа што сметам дека тоа е најлогички во ова ситуација. Добро, јас не сватив. Споменав кога кажав. Не ве разбрав зашто вие сте се советувале, например, и сте дале пари во хуманитарни цели, така сте се советувале, затоа не сте ги вратиле во буџетот, а велите дека останатите членови имаат... Рековме дека секој ќе носи индивидуална одлука и секој си прави индивидуална проценка, индивидуално се советува дали постојат такви можности или не. И јас тој процес го завршив, сакав да биде тоа брзо и решив да ги донирам средствата на овој начин. Меѓутоа средствата се само мал допринос во однос на проектите кои ни следат за зголемување на политичката партиципација на лицата со хендикеп и ќе се залагам во наредниот период тие цели да ги оствариме заеднички со организацијата каде што ги донирав средствата. Јас благодарам што бевте гостин. Ви благодарам на поканата.